Генерален спонзор на документарниот серијал Патуваме низ Мариово е Витаминка Прилеп. Делата на Стале Попов представуваат огромно епско платно на кое е насликан широк свет со богати разновидни односи. Затоа читателот има представа како да стои на Перун и Трибор или на друг македонски Мариовски врв и гледа се што се случува низ селата Мариовски. Како на филмска лента минуваат добродушни селани, како браќата Сокаловци или Кулевци, подмолни сметкаджи и шмејќари како дедот Петко и бабата Бисера, и тромани како Итар Пео, шегаджи како Чало и попот Апсика, револуционери како Толе Паша, Шачир Војвода, Методија Патче, жени на кои верата им значела повеќе од животот како Кале Шанџа, бројни насилници, турски, грчки, бугарски, српски, масовни движења познати и од историјата како Мариовска буна, Елинденска епопеја, Балканските и светските војни. Стале Попов е мајстор на деталот. Тие прецизни односи, пак делото уште повеќе го прават македонско. Тој умее да ги долови оние навидум ситници што не ги забележуваме, а се насекаде околу нас или се дел од нас. Стале Попов особено внимание му посветува на јазикот на кој зборуваат неговите јунаци. Во делата со мотиви од Мариово, личностите зборуваат на чист мариовски дијалект. Не можам да замислам мариовците да зборуваат на полски јазик, вели самиот автор. Јазикот на делата на Стале Попов е јазикот на народната приказна. Јазикот и начинот на раскажувањето на Стале Попов, особено и најмногу во дијалозите, е близок до јазикот на народната приказна. И навистина Стале Попов е најсигурен кога пишува за Мариово, затоа што го познава крајот, затоа што ги познава луѓето, затоа што навистина успева да проникне длабоко во душата на мариовци. Почитувани мои, сето ова што досега ви го опишав, ме наведе да се обидам и јас да бидам сликар на сегашниот мариовски живот, на мариовскиот дух, преку документарниот серијал Патуваме низ Мариово, овој пат преку документарната репортажа за селото Зович. Овој пат за селото Зович, наместо со новиот воз на македонски железници транспорт, кинезот Јутунг, кој според возниот ред од железничката станица Скопје за Битола тргнува во 6 часот и 42 минути, кој околу 10 часот и 16 минути пристигнува на железничката станица Битола, тргнав со моето возило, мојот олдтаймер рускиот КамАЗ, кој е 26 години, неуморно е мој верен сопатник низ нашиве македонски заборавени села, тргнав рано. Мощно рано, во утринските сати, а во Битола стаса околу 10 часов и 16 минути, каде што таму ме чекаше мојот пријател Цане Трчевски и заедно со него и мојот
верен сопатник рускиот КАМАЗ, го продолживме патот по стариот 14 километарски делумно асфалтиран, делумно макадамски стар пат, меѓу Мариовци попознат како Вранцуско џаде, Вранцуски пат, преку селото Новаци, селото Рапеш, селото Маково, преку Рапешкиот мост и планинскиот превој Доброполе, селото Старавина, по речиси 1 час возење стаснавме во селото Градесница, сместено во крајниот јужен дел на Мариовската висорамнина, во југозападните падини на Ниџе планина, распослана во Градесничката долина, која со милениуми ја обликува Градешка река, која тече низ самото село, заскриено од многолетната дабова шума и сочните планински пасишта на питомата падина Градничаница, која се излига веднаш над реката во правец на Известонце кон Кајмакчалан. Добар ден. Како сте ми јавни добри? Еве вака, Шрошио, еве последна година, па Господ, ете од Бога славено, не донесе. Шрошио, мој пријатели, ајде живи. Супер. Така. Што правите добри? Што име на ово село? Така. Добро. Од Бога славено. Ете, не ми вете дека пред година пак ќе дојдам, да се видиме што се вика, да се преброиме по кој мина останале и како го тераме животот и живејачкава. Почитувани мои, генерален спонзор на документарниот серијал Патуваме низ Мариово е Витаминка Прилеп, а еве продукцијата Мариово филм денеска се наоѓа во селото Градесница, каде што дека во меѓу преостанатите селани ќе доделиме еден дел од големиот асортиман од палетата на производи на Витаминка Прилеп. Еве овде ќе почнеме први со стоби, смоките кои што ќе ми се најдат на мештаните кои ќе им дојдат гости да ги почестат. Еве, тука имаме неколку чаеви, иако овдека овој предок изобилува со природни чаеви, но овдека имаме чаеви кои што се од Кина, зелен чај, камбилица и така. Еве, домаќине да се свариш овој чајче. Овдека имаме од чокол хлипцот, каде што на мојот домаќин ќе го дадеме да се ја облажи душата, што се вика кој ќе отиде дома, не само тој, туку и на неговото семејство и на неговите комши. Еве, стико ова и од тој ќе види. Пошто овдека може да најде природно млеко, ќе се направи пудинче, што се вика... Возим од трава. Тоа се трава да се овде пудин. Овде имаме исто така некои бомбони од Витаминка кои што ќе си подели со своите соселани кои ќе му дојдат крај, ова што се вика на кафе да се напијат. Еве стико и тоа за тебе. И да видиме уште, овде имаме уште нешто. Така, овде имаме и соленки. Соленките, иако се овие постарни луѓе, меѓутоа ќе се ги чуваат, кои ќе дојдат нивите луѓина, да ги завачат, да ги изградуваат и пак да дојдат кај ни на гости, кај нивните дедовци и баби. Еве, стико ова е за тебе. Така. Ви благодарам што дојдовте во нашето село и што ни подарите овие поклони. Овие поклони ќе ги подараме на моите соселани. И да се видиме што да завијаме. Почитувани мои, ова е стариот џип КАМАЗот, кој што скоро 20 години ме служи. Секаде каде што патувам ја, патува и тој. Да знае да говори, ќе каже кај бил и што бил, со колку луѓе се сретнал, во колку села влегол и ќе ме служи се уште понатаму. Еве сега од овде ќе одам во селото Зович да видам таму како живеат селаните од селото Зович. Ајде братче моје, ајде КАМАЗ. Ќе одиме? Ајде ќе одиме. Со Господ напред. По кусио одмор во Градесница, мојот верен сопатник рускиот КАМАЗ го оставив да ужива во колоритната убавина која природата му ја дарила на селото Градесница. Патот го продолживме, со така да речам, во поудобна вожна, како што ми велеше мојот пријател Цане Трчевски, чија негова семејна лоза е од селото Градесница,
со неговото Рено, затоа што, иако малку чудно и невообичаено, патната делница од околу 5 километри, кој водеше од Градешница преку Старавина до селото Зович, пред речиси 10 години е асфалтирана од страна на тогашната општина Старавина и по 15 минути, така да речам, лагана и удобна возна, како што умеат да кажат мариовци, дојдовме во селото Зович. Еве сега го напуштаме моето прекрасно село Градешница, па преку Старавина ќе појдеме да го посетиме селото Зовик и мостот на селото Зовик. Иако кога стасавме во селото Зович, сонцето на добро поле беше високо на Зовичкото небо, не изгубив надеж дека ќе најдам некој во селото, зашто селаните од ова село се има работа, едни беа со овците, други во нивните мали градинчиња и бавчи да го исплеват хромичето, лукчето, да ги испрашат што туку изникнатите компири, патлиџани, лагиот и лутиот пипер, раната пролетна зелка, трети да го извадат пиреот од што туку разораните ораници, да ги припремаат за новата реколта од овогодишното производство на тутунот типот прилеп, да си помоветам со нив, да ми раскажат дел од многуте приказни, легенди, устни преданија, адети, обичаи кои ги запамтиле, а ним им ги раскажале нивните родители, дедовци, баби и соселани. Почитувани мои, колку ми се радуваше душата кога во непосредна близина на селото, веднаш зад зградата на некогашното селско училиште, во убаво средениот селски двор, си седеа и нешто меѓусебно си муабетеа 80-годишниот Чичко Милан и неговата бабичка Сава Шкатревска. Откако си сторивме здравоживо, постаро, добре ми дојде и добро те најдов со мојот домаќин Милан Шкатревски, и откако му раскажав кој сум, што сум, од кај сум и зашто сум дојден, си го почнавме муабетот надолго и на широко за се што било и за се што не било. Да не снимаш, има. Како ти е името? Милан. Милан, Што години имаш? осумката, Од која фамилија си? 37, 37, како се викаше татко ти? Јован, Мајка ти? Менка, Од Скаклевција, Ти како се викаш? Сава, Од кај си родом? од Чаништа. Од Цаништа? Да, Што години имаш? 82. Како ти излага домаќина од Цаништа овде во Зович? Аби сега мало кој да го земе и јас дојду. Како те седал со свадба или бегалка? Не е свадба, например, не е бегалка. Вака да ми кажеш, кое време беше? Пролетно, есенско, зимно време? Не, зимото се ти Ѓорѓи. Ѓорѓи, од зимото беше. Те слуша да те слуша? Ами, арно се слушаме кој сте двајца стари. Колку бина станавте во селово? 13 души има. 13 души, Со а? се овчари, со сега Овчари има, да. стари, пензионери. Кај се собирате вака да речеме, преку денот вака да се видите? Никаде дома. Дома, а? Дома. Јас овде, тој таму и готово. Што поработувате се вака во години? Ние не работиме ничо, пензионери. Башчите, градините, друго ништо. Така. Кај ви се наоѓаат челата, децата? Скопје е едната. Така? Едната е Битова. Така? Сега на Велик ден дојдоа. Аха. Колку внучина имате? Превнучиња имаме. 5 внучиња, премнучиња, 3. 3, а? 3. Може да ми кажеш како се вика вака на име? Миле на име, ма чупиња, внучињата. Внучињата, да. Едно Дамјан, другото го забрави како вика помалото. Едно Има- светно име. Има некој што носи името твое? Не, нема. Нема, нека се живи, нема. А тие внуците ни се женски сето. Одека во селово кооперација немате?
И svega ima otvoreno А sabota. Има? Има код Sabota мене je да го kafana, така je иде. prodavnica kafana. Што има во кооперацијата? Има вака? Пиво само и rakija, сокче. i А лепче ви носат? Не, леп имаме башка ни носе леба. По колку лева земате да речеме? Јас си меса. А си месиш, Си а? меса. Денеска горе вудлата си меса 7 сум. По колку ова лева си месиш да речеме? 7. 7, а? А. За колку дена? За недела, може и 2. Да. Недела 2, така. 7 сум. Да ми живеете 100 години, да се чувате и да се радувате на внучина што доаѓа. Kad se ne možemo jedin 800 godina. Нека се живи. Лучиња нека ни се живите, ние како така. Е, синко, колку сакам да прошетам ни селово, ни сокачињава, пачињата, по моите ниви, да го видам што стори лозјето кое долани со дедово мој го работевме, до слипчињата некој слива да си наберам, ама нозеве не ми одат, пустава старо со навјаса, колку еве го нашиот Цанко, тој ќе ве прошета ни селово, ми вереше 80 годишната Стринесава Шкатреска. Е, колку ми се радуваше душата, колку ми беше исполнето срцето, се радував. Навистина се радував, така да речам, кога на мојот пријател Цане Трпчевски му подвикна: Цанко, внучко, прошетај го детево ни селово, прво однеси го во дворот на Маринковци, кој е најубав двор во селово, покажи му се да види и се да наслика, потоа покажи му јачколијана, однеси го во црквана и запалете свеќа за здравје и за мене и за дедово мој. Немој да заборавиш да го однесеш до рекана, до мостон, да го види и него да го наслика. Лево од мојата страна се наоѓа една куќа која е реставрирана во, значи, како што било некогаш, како што со кој се користеле мештаните на селото. Овде имаме една кола која била на времето, носеле сламатели, носеле, има кошариње, има бочви, има, значи, некои стари работи на времето што се користеле за, значи, за потреба на мештаните целото кој. Сега ќе се обидам и ќе ве воведам да видите овие предмети одблиску. Значи, она старото што било, гледам онде дека има и некои самари на времето што се употребувале за, значи, за стоката, самарите и некои интересни работи, значи, од старо време. Ево пред мене е кача, која служила за правење зимница, за солење на месо, за разни употреби за зимскиот период. Ова е едно од тие кошариња, од тој правио мед, значи од правио мед, кошариња за пчели. Оде понатаму ова е една од тие колите што на времето, значи, цело што се собирало од полињата се носило со овие коли. Значи, ова е така специфично изработена што предните тркала се помали од задните. Значи, како денешните современи коли што се. Значи, на оваа кола се носела цела работа преку летото што се дали било сено, дали било слама. Иначе овие коли биле влечени од зевгар, од волови или од коњи или маски на времето, значи такво било времето, ама претежно биле влечени од зевгар волови. Значи овде од левата страна има една бочва, која најверојатно собирала од 400 до 500 кила вина. Значи претежно овај крај изобилува со на наша талјанка што е, или лисичина како е попозната. Ова бочва собирала од 400 до 500 кила. И овде прочуена во Мировскиот крај, значи старата лоза, името потекнува од селото Старавина, значи стара лоза, од каде што потекнува Калешања.
значи претежно ова место, значи ова Мариовскиот крај е застапена таа лоза, значи стара лоза или италијанка по наше кажано. Значи името самата го додела селото Старавине, значи селото на Калешање. Бочите претежно били изработувани од даб. Значи од даб и тоа дабо се сечел, имало некоја посебна техника или од старите преданија на месечина да не скапа дабо или ојна, а обиени се со метални обрачи кои ги изработувале ковачите, значи на времето. И секоја бочва била изработена на тој начин што отворот бил на средина, тука се ставало грозето, значи тука се ставало, а од страната имало чеп. И овој дел на бочвата се затворил, се лепел, со тоа што виното, не знам ова дали има чеп, најверојатно тука има чеп. Еве каде што било чепо, каде што се точело виното. И од кога ќе се спиело виното, комињето? Од кој ќе спиело виното, комињето се орало ракија. Значи, ракија, ува ракија, препеченица. Ова е еден пример од селските трпези, значи, каде што навечер се собирале и за ручек и за вечера тука, значи, фамилијата како што била, начело седел, значи, домаќинот, главата на куќата, околу ова масата седеле, значи, деца и правеле планови за другата ден, кој каде, значи, треба, дали некој треба да оди со овците, дали некој треба да оди со говедата, дали некој треба да оди на жнење или на косење, значи, на ваква трпеза се правил планот за другата ден. Значи, за другата ден, секој си имал своја обврски, си ја знаел работата. Значи, ова е една од стомните во кој се носело вода, дали за потребите на домаќинството или за потребите на луѓето кои биле во полињата, кај што се жнеело или кај што се косело, значи една од тие бочки. Значи овие се самари кои се ставале на добиците, на маските и на магарињата. Значи овие се тие самари. Значи за потребите, дали било кога ќе се стави самаро на добиците, со ни се пренесувало дрва, се пренесувало сено, брзано во врзми. Значи ова е една основа на добитокот кој што се клавало и од страните било товарано. Во овие грнења на времето, значи се правило гравчето, така познато мариовско гравче. Значи ова било квалитет, било здраво, значи во овие грнења се правило гравчето. Значи ова е едно од тие што викаме ние решета, каде што се сеело житото. Значи тоа што ќе останало, значи ситото си било ситно за мерење на брашно, додека грубото што останало од житото се употребува за добитокот, за кокошките, за и тие други работи. Овде имаме една бакарна тава, во која што се правило запршка, се пржело месо, значи се пржело месото на оние камини што изнаеме ние, не модерни камини, него оние камини што секоја куќа имала како камин. На ова место кај што се наоѓа ова тркало, овде било гумното и овде бил стожер. Че овде бил стожер овака испрен, значи тоа и се врзвале добиците, значи овде се постилала, значи цела полетнина што се соберала од житото и овде вршеле, значи коњите, стоката, значи вртеле околу овој стожеро и на тој начин после собирале сламата, па значи житото се веело и излегало чисто жито. Значи овде бил стожер на гумното. Селото Зович се наоѓа во средишниот дел на областа Маријово. Припаѓа на општината Новаци и со тоа влегува во рамки на пределот на Битолско Маријово. Сместено е на една карпеста за рамнетост, веднаш над самиот лев брег на Градешка река. Расположено е на надморска височина од 725 метри, помеѓу два ридски гребени на југ и север, на чиј врв
е изградена малата црквичка Свети Атанасий во подножјето на висорамнината Доброполе. Според народното предание, кое се раскажува помеѓу мештаните, селото, односно предците кои го основале, 3 пати се преселувале на 3 различни места, пред конечно да се населат на сегашната местоположба. Најпрвен, родовите живееле на местноста на Ридот Душегубец, помеѓу Старавина и Градесница, потоа се преместиле во местноста Лениште, од каде повторно се иселиле, при што според верувањата, еден дел од луѓето заминале и го основале селото Лениште кај Прилеп, а другиот дел се населиле на сегашново место, селото Зович. Во минатото селото се викало Лениште и се наоѓало во местноста оддалечена околу 500 метри од сегашното село. Дека селото Зович постоело во средновековниот период, уште кон крајот на 15 век и средината на 16 век, сведочат отоманските пописни даношни дефтери, кои во 1476-77 година се забележани 18 семејства, во 1481-82 година попишани се 28 домаќинства, за потоа да бележат пораст на 50 домови во 1519 година, 57 домаќинства во 1528-29 година и опаѓање на 40 домаќинства во 1544-45 година. Селото Зович од секогаш било населено исклучиво со македонци, а од 60-тите години на 20 век бележи постојан пат на бројот на населението, при што се наоѓа во состојба на раселување. Во 1953 година селото броело 356 жители, а во 1961 година пораснало на 388 жители, со што било средно поголемина во овој регион. Веќе во 1994 година бројот на жители се намалил дури на 54 жители, а во 2002 на само 31 жител. Моментално во селото постојано живеат 7 домаќинства со 20 на жители. Почитувани мои, сето ова што би го раскажав е составен дел на неговиот уникатен рај, кој е преточен во бистрата вода на Градешка река, во чие камено дно се капат сончевите зраци, во градешката длабока клисура обвиткана со гранитни карпи, во кои се слуша ехото на водата, чии мазни карпи ја смируваат разбрануваната вода во многуте растенија и грбушки кои му даваат топлина на каменото корито, во старинскиот декор во камената селска куќа. Селото Зович е вистинска атракција и раритет. Дише со чист воздух, а кладенчињата ја гасат жетта и му дават шарм на амбиентот. Бројните фрески на карпи се гласни сведоци дека верата чисто дише кога е под ведро небо. Карпа со насекан светец бдее во близината на уникатниот Зовички мост, кој е налик на потковица, изграден во отоманско време, а поправен е во поново време. Овој мост, ова е главниот пат каде што се поврзува Битолскиот и Прилепскиот дел на Марио. Значи преку овој мост вршеле размена, значи поминувала стока, поминувала трговци, поминувале трговци. Значи овој мост и поврзува Битолскиот дел на Марио и Прилепскиот дел на Марио. Овој мост бил активен 1957 година
значи после се изградили пътищата, Битола Старавина и Прилепскиот дел, значи Прилеп Битолиште. Под мостот со краток тек тече градишка река, чија фауна и флора го топлат каменото дно, а пак веднаш под мостот на закосената карпа како калем, де старата воденица, чекајќи да дојде воденичарот, да ја пушти водата во старата бука, а таа да го заврати воденичкото тркало, кој со силен воденички крик надалеку ќе одекне Ширу Маријово, да испрати Абер до Маријовци, да го донесат житото, да го сомелат, а маријовски дечиња да се насладуваат од вкусот на маријовскиот топол сомун. Дојдете во селото Зович за да ја видите волшебноста на природата во која е вткаен и старинскиот декор на камената селска куќа, а жетта ќе ја изгаснете со животворната вода од многобројните кладенци и кладенчиња, а квечерум свежето ветре може да ви ги запее легендарните мелодии на Маријово, кој пат води за Маријово, заплакало е Маријово, таму долу Битола. Генерален спонзор на документарниот серијал Патуваме низ Маријово е витаминка Прилеп.